Утрово селата Бонче, Подмолје и Лопатица се безбедни. Тешка ноќ има пожарникарите од Прилеп, тешка ноќ имаат доброволните пожарникари од Битола ангажирани преку дирекцијата за заштита и спасување. Тешка ноќ имавме сите ние кои што се наоѓаме во самото село Лопатица, кој што синоќа беше загрозено од пламените јазици. Пожарната линија, која што беше видлива од регионалниот пат Прилеп Битола, е целосно изгасната. Активен е само уште еден крак кој што се наоѓа некаде зад оваа планина, високо на целото Бонче. Голема благодарност до прилепските пожарникари кои што ноќва со контрапожар, кои што го правеа над една противпожарна пресека во непосредна близина на село Лопатица, претходно изработено со механизација, успеаја да го прекинат огнот и да не му дозволат да ја премине пресеката и на тој начин да го загрози селото Подмолје. По голема благодарност до тимот за брз одговор на ДЗС, огнениот тим на ДЗС, составен од доброволни пожарникари од Битола и Кочани, кои што се качија високо во овие ридишта околу мене и ја гасеа огнената линија чекор по чекор, метар по метар, километар по километар. На моје големо неверување изгаснаа повеќе километри огнена линија која што сега ја нема, како да не постоела. Ме плаши покачувањето на температурите околу Пладне. Постои можност на одредени делови истата да биде реактивирана, но наша задача е да внимаваме на неа. Овде има пожарникари од Прилеп и исто така се наоѓаат и посадите на два пинсгаури на дирекцијата кои што ќе внимават доколку дојде до реактивирање на огнената линија, истата да биде изгасната. Зборувам за нејзини делови. Пожарот и од другата страна, од Мариовската страна, е изгаснат или ставен под целосна контрола. Оптимист сум дека денес имаме можност да му го зададеме последниот удар, па дури на мој изненадување целосно да го изгасеме овој најголем пожар оваа сезона, пожар кој што се одвива на тежок за гасење терен, пред се составен од екстремно висока трева висока до градите, баруцува трева, но и многу грмушки трње. Ниска и неквалитетна шума, а на некои места и квалитетна шума. Овие села се празни. Во ова село Лопатица, во кое што се наоѓам сега, кое што може да се види зад мене, престојат само двајца. Дури и тие не се постојани жители, а овде имаме 50 на куќи. Но вакви села во Мариовско и од другата страна на Мариово кон полето, кон Пелагонија има многу. Имаме тешка задача, ги браниме село по село, куќа по куќа, викендица по викендица. При тоа грижејќи се за безбедноста на луѓето кои што учествуваат во процесот на гаснење. За крај повторно апелирам, бидете внимателни, доволна е само искра, особено ако падне во ваква баруцува трева, за да настане вистинска катастрофа.